Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Жив ми с идея, брат. Жив. Дека беше 100 вика 100. Браке, абе не е 100. Значи, добро, да, 100, айде, трябва да ославяме 100 от неизбришени. Инако се много повече. Имате от Star Atlas, имате от преходно, от стария канал, ще са останали, некои ще съм успял тук да ги ставам. Другия канал е комплетно ин канала, там имаше 2-3 SPS видео, се кявам, комплетно ги избриша и ги унищия. Али, айде, за 100-ка, бат майки, гледай, шо да не се. Се изля маленко, али уствари, брат, че е огромно, брат, гледай. Брат, от Мексико е, Модело, Македония сега слушам на мода било. Тук го сметат за ефтино пиво, дрън-дръняреня, уствари, наместо да пиете америчко пиво, брат, много по-добро пиете Модело, иако на мене не ми е обмиленото, обмиленото ми е блек, това църното Модело. Добър вкус има, интересен. У Майами, например, Модело се доста пиеше, за това шоу може да спиеш 15-20, да не се опиеш и да си поминеш феноменално. И плюс няма толкова GMO срани и чуда, како ще имато америкските пива. Али огромно е, брат. Огромно е, шишито е, брат. Чудо. Една чаша я пием само, еднак чувам за бат майки. Трябва да кажете. Не, от Мексико. От Мексико Модело, ако го донесат другари. Братче, айде за 100-ката. Професионалец. Не, про. Гледай про. Абе, аз шо ти викам, брат. Че да чуваме на бат майки. Не съм алкохолик. Ке оставяме тук да не е до компютъро. И да се стопле от овай звер от компютър. Прави много топло. Че да имам дали се снима, нямам за джава да го отварав. Тук ли съм? Тук съм. Замисли се за джава да го отворив. Че? Не от Мексико, но от Мексико директно и от тука истото, нели, от Мексико да ме го донасят, утре са байле, сигурно Нью Йорк, там негде от Джерси го пакуват. Отварял съм две, едни мексиканци ще викат ово от Мексико, а ово е вика као демек от Мексико, а оствари от тук. Не миришете исто. Ай сега, Мексичка кока-кола исто. Брат, страшна работа. Много по-яко мирише. Иако църното ми е умилено. От църно не може да изпиям толкова много. За Майами сбора. Тука пием само едно. Една чаша, или ке е пиво, или ке е вино. Редко една чаша вино и пиво заедно, али ако те нещо от гости, да ги дружиш. Никаш повече от едно пиво и една чаша вино. Другари, издържавме, значи 100-чето да прославиме, иако минимум, един ми праша колко, минимум може да е 200-300 видео да съм направил, от кой, гледате, 100-150-200 са сигурно сбришени, брат. На стария лаптоп ще ми изгоре, комплетно све, дори не може да се спасят. Некой може да има спасено, ама не може да ги найдем. От какво се викаше, 20 видео може да има от Kik платформата, ама трябва да ги найдем дека са забутани. Иначе се спасихме, другари, значи трябва полека да оде нагоре, освен ако па нещо не измислят, али Суи гледали вчера, само ще ви кажа, от какво завършихме, беше литнало 15%. Повечето работите ще ги спомнам и политът. Тук ке забравяв, леле, брат, ке забравяв, ке ми се рестартираш. Гонам за Zinc Airdrop и замислете си, натиснал съм, не съм натиснал обало, това ви го кажав, и ми се беше върнал на ден 1. Изпощив цели, додека бе стигнал до 8 левел, ако не до 8 ден, така нещо, 7-8 ден бе стигнал и замисли се ми се рестартира. Ама сега успях да го изпълнам. И имам още 16 дена, демек максимум левел е 20 као демек, ке видим и следния airdrop, те ще участвуваме, демек ке почнем от 20 левел. Ке видим, тест фаза е,
Некой друг ме беше попрашал вчера, Валя ги мърза да гледат видеята, защо вие некои се качили 5 милиона XP, а аз съм 104... Чекаме, не ли бе в 147 позиция? Трябва да видим на другите подкасти. Мислям дека бе в 147 позиция, сега 142. What the fuck? Доста интересно. Не съм нищо купувал. Едино може да съм изкопал повеќе на Sage Labs. Али, овие се сигурно тия ще имат от 5 милиона долари тия големите бродове, братче. Нямам друго обяснение. Или се чувале пари, да речем се купили под 10 на 20 или долари, да речем Dow Polis, плюс бродови, тия некои бродовите ще ги имаше, по толкова случив, ще имаше некои от бродовите, вчера, додека ви обяснав, дека некој е купил два брода от по 4000 нещо, вчера изчезна един брод от 3200, по-случай ден, брат некој купи за 30 долари бродови. Значи, добро е да купуват, добро е да си играе Sage Labs, трябва да оправят Холосиум. Ово ке мене зафркава ми кажа, имам милион табови отворено, така да играта не поднесува такви како мене со милион табови. Шо ово, брат? Бога ме, ако изпием 3 тона корона, па корона модело, не, гледаш, у Майами пиев корона повеќе пиев, модело уствари тука почнав да пием. Да, таму пиев корона, тука почнав модело. Значи ако пиете ново, може да се претвори тук пирутка. Не, за африканците една страна, ово го гледа, видео го сподели, фото и стварно много ми свигаше, брат. Замисли си, брат, да целио се креацията, брат, гледай, Господ човек креирал, брат. What the fuck, се претвориш у течност и после, брат, пеперутка, брат, страшна работа. Тия работи ме интересира да ги изтражуваме, брат. И ово е най-паметният индиец, много луги мислят мразам индийци, от ги плукам дека тука возат без возачки, не знам толкова кое е мразение. Али, брато, гледате, оставил храничка за животните, така да сите ще сте на село. Не е лошо, брат, да оставяте, от ако оставяте храна на животните, тия ки ядат инсекти и ки помогнат, така ли? Така да, брато от Индия, мислям дека е поздрав до него. А защо не трябва да си играе? Колко познавам балканци у Лас Вегас, кой пари ги имат оставено, брат? Кой пари ги имат оставено, брат? Всеки им блокират. Точно викам, всеки им блокират видеото, да знаете, от 30 обяви овакви. Ако има музика, зато викам всеки им блокират. Значи, ако има музика и YouTube може да детектира и ми бришат, например, 5 такви ки имам видео, що музиката не може да се споделя, не дека за клипо. И ки ми речат да ги тръгнам. И имат автоматски направена програма, автоматски ти ги направя кат, трябва да са да поминили 30 минути. И истото видео ми дозволя да го постирам, без тия видео. Така да познавам балканци, луѓе, кои викав луѓе купувайте крипто, толку камионджи. Познавам един тип, ще изкоцка пола милион у Лас Вегас. Ако беше купил крипто, всеки беше милиардер. Пола милион камионджия, македонец. От Скопие. Пола милион, брат. Минимум. На коцка. Други по 100, 200, 300 или долари како нищо. На година. Збором. Значи тия се... Замисли ги тия пари у крипто или дора, не може да речем от донации, тия луги не знам дали донират, повечето не ги познавам, що съм видувал, що съм и кажувале, 100 на 200, 300, пола милион, тай го знам, 100 на 200, 300 или на година коцкат, одат со тия пари, вместо да инвестират нещо, тия одат на казино, да пробат да ги дуплират, брат. И никой не е успял. Никой. Не може да ги разберам тия луги. Я никога се съм можел да разберам, но не може да разберам. Овакви шоуто казино, дека там то е по-добро лото да играат од колку казино. Ама шо да кажем, брат. Ово Славчо го мислам обяви. И па изпаднав управо. Зашо ми сега с телефона? Па изпаднав управо, другари. Кажав ли ви дека ќе улезете у крипто седи ќе трчате да земете надворешни волити, а ја викам луѓе, имате Binance берза која шо е безбедна
Имате безбедна берза, да, централизирана е, али до сега, аз 11 години, како што знам, да речеме дека не е 11, ја нели купував 11, тогава немаше на почетоку. Али? Мам било пилото нешто слабо. Значи, минимум да е 9-10 години стара, не сум сигурен, никогаш не сум имал проблем. Иако Америка ја забрани, сите мои пријатели што ја користат, никогаш не се имале проблем. Таму ако има проблем, милион пат сум кажал, македонците е многу поубаво. Ти имат брат портфолио од 100, 200, 300, 400, 500 долари, а одат купуват надворешни новченици од 200-300 долари. Брат, што ќе чувате ви, брат? 300 долари, 500 долари портфолио, чу 100, 200, 300 долари новченици. Брат, тие истите пари у крипто ќе вредат многу повише. Не ви треба сега за сега такво. Имате ја Binance берзата, брат. Тие ще имате биткоин, сум кажал, Samsung блокчейн wallet, тие ще имате Cardano Daedalus wallet. Што е тука филозофията? Тие ще имате Star Atlas, треба да ви се заклучени кај нив у Govern Star Atlas. Што е тука филозофията? Стварно не знам, брат. Одма, као демек ти упаѓаш у крипто и фактички биткоин и Ethereum на Samsung блокчейн wallet. Не знам дали кажав Ethereum. Cardano тука и тие трите треба да ви се по 30% защити, но ние другите ги држите на Binance, другари. И кога ги држите на Binance и да пропадне, да изчезне и украдат, на Samsung блокчейн wallet што го држите биткоин и Ethereum, брат, ако на Samsung го хакна тај Samsung блокчейн wallet што е уграден во секој телефон, не е на, кој ми беше прашал, не е на Play Store, тука он има, кој се викаше тоа? Store. Само Store. Galaxy Store, ама само Store пишува на апликацијата. Значи Galaxy Store таму се сивнува, на некој од старите видеа го има. Значи таму го чувате, ако нешто се десе, брат, тоа ќе биде брука за Samsung, вали да ги исплатат. Вали да ги исплатат, брат. Там не верувам до душа. Тоа не е на нивде. Тоа е само вие го ставате тоа, таквото кажи го. Забрев кој се викаше тај концепт. Многу јако, нема шанси там. Колку го имам? Не се сеќавам. Минимум 7-8 години, ако не се лажам. Никош не е пробил, никош не сум ни прочитал. Тие не знаат ни да го користат на нивниот на Galaxy Store, тие некои морони што не знаат да го користат, дури има негативни ревјуи. Тоа е единствен најфункционален wallet, Samsung блокчейн wallet, што има негативни ревјуи од такви морони кои што ја на еден му се бев ставил, викам, добро, кажи ми што е работата, брат. Зашо не може да се, што е негативно? Ја имав там 4 биткоини и 87 Ethereum. Што е негативно, брат? Не знаат такви никои клошери, брат, пишуват, само да наштетат. Ово, другари... Интересна работа. Значи овие тука лажат дека е од Мексико, они тука го пакуват. Не е исто. Како колд. Другари, ово зашо го постирам? Да не ме блокират само, баш ќе видим на музиката. Ще го ствари да го стопирам. Не, го ствари ќе опуштавам музиката, ќе ја надам. Не знам дали ќе... Другари, ќе биде интересно, брат. Ќе биде. Чим НАСА крие, брат, ќе биде многу интересно. Ниту една слика, брат. Од Хабл, нели, слика милиарди биле далеко тие там универзуми чуда. И сега не имаме ниту една слика. Таа една слика ще сега неке да ви ја покажеме на црна темнина и на точка таму. Тоа чудо можно е да е над 20 километри, брат. Замислете си, 20 километри. Кој демонски спейсшип е тоа, брат? Не, ќе биде се поинтересно и поинтересно ќе биде. Чисто за тоа ви го надов. Ќе биде многу интересно. Але ово ќе умрв од смеа. Hold. 5% people can hold till the end. A type of lungs. Ако купувавте наместо цигари да купувавте, кажи го, крипто, брат, ем ки бевте по-здрави, ем по-богати. Почна изглава пилото. Ке издржам ли една минута?
Я, другари, рекордно ми е 3 минути и нещо. И 20 секунди, може да и повеќе. Кочени, мислам дека беше, ако не се лажем, олимписки базен у ширина. Не, у длъжина. Мислам. Лупам, не знам. Я го приплилував од место, од кај бројките, ја никош не пушев, то после там на 17 години имам пушено 2-3 месеци и тоа по 1-2-3 цигари на ден. Чисто тест фаза на сите да ја покажам дека дури една пакла сум взимал да пушам или пола на инат, за да ја покажам дека може да се остават цигарите само. Соби единствено што и кажал, колку сакате да пушам толку на кладба? Ден денеска 1000 марки, 1000 евра ми дужат, не знам кладбата која година е било тоа, значи сигурно марки мало ли, не се сеќавам, значи тоа е пред јас сум бил 17 години, сега сум 41, не знам да пресметам, лупам, али тука нешто, кладбата е или у марки или у евра. Значи сметајте, земав да пушам само да ја докажам дека може да се откажам од цигари. И кафе што се вика бев почнал да пијам и кажав дека ќе се откажам, едино пиев тие там фенси кафињата, иначе турско, ја не сум обожавател на турско. Едино што сум пил кафиње е фенси. Турско чисто кафе ја можда најмалку у историјата на Македонија сум човек што испил. Али фенси може да го држам и рекорд. Фенси со млеко, со медови, со шекери, со чудо, со шлагови. Замисли што срање сум едел, тоа не е баш за фалење. Али турско, никош не ме се свијало. Чедове. What type of lungs you have? Ready? Hold. 5% people can hold till the end. Tap the screen twice and let us know what type of lungs you have. Send the video to a friend to challenge him and follow us. Не, може да издржим уште 2 минути. Сега оти пилото и, али, другари, ово не е финансиски совет. Няма финансиски совет, ово не е, нем да си играете играчки да држите, има многу луѓе, може да се не свестат, брат, 1 минута. Али, стварно имам гради, кај шо, мислам, бели дробови, сум бил на тест, докторите си имат шокирано, викам, брат, шо се шокираш? Тоа е нормално да ги имаш тие, брат. Секој што не пуши ги има, разбираш. А оние што се троват по 2 пакли, најнормално што очекуваш да ви е црно црнилка. Значи, другари, треба да земете да се тестирате. Ако не ви бива тука, може да ви кажам, слободно да почнете и од 3 пакли, нели само една сте ставали или 2 у крипто, 3 да земете да почнете ги ставате. И да македонеци лайк беше, ако не се лажу. Но сега не може да го има. Russia Today е интересна работа, понапред ме ги бришија од YouTube овие Russia Today, нешто Трамп како победи, можем да ги покажувам, понапред дори и видео да не пуштам, ми ги бришија. Али брато е решил за 4 години да изграде Stargate најекото напојување за вештачки интелигенција да има. Значи, замислете си, другари, 2030 година можно е фул роботизација. Фул. Камиони, такси, роботи, келнери, шанкери, бармени, мармени, лупам, значи све да е функционално. 2030, све комплетно. Се што и треба тај сорс на енергија. Ке биде многу интересно, брат. Многу интересно. И плюс тај што ќе го изграде нели Manhattan Project, Stargate, ќе биде, бога ми ќе улеземе у Matrix, брат. Сите, брат, што не пишеш за Кардано, што не пишеш за Кардано. Пишеш за Кардано, брат, само Кардано со Славчо пишувате. Не разбра народ, ја што ја викам. Брат. Fix supply, другари.
Фикс. Трупаш цигли со злато. Биткоин, Cardano. Биткоин, умрен чейн, оваков чейн. Абе брат, 30% биткоин, 30% етериум, 30% Cardano. Да си стоя. Трупаш. И да пропадне 100%, да изчезне, да го хакнат. Пробава, замисли си. Пробава, оти е децентрализиран. Пробава да му нащетат, ще не успя. Вие не ни слушнавте. Я намерно не споделив да видам. Само един беше пишал коментар, не знам кай Славчо изгледа беше пишал коментар от редовните, брато Косевик ще заборив. Никой друг. Но с Славчо не се разбра за шосбората. Славчо пробваше да му обясне дека е децентрализирана, брато нещо не беше разбрал, не се кям на коментарите. Мобето е другари, не обявам, гледаш, никой нищо не знаеш, се дешава, така да 99% не ни видела. Брато там отие, направил грешка со вещката линица, е пробал нещо да се прави паметен, да имплементира, зато далеко трябва да стоят от вещката линица да прашуват шо какво да се прави, тук трябва да си рачно унасят тия кодови, модови и све. Али мислам дека е пробава тия поеките служби да го надат, не успеа. Така, другари, 100% ако сака нека пропадне, биткоин и етириум ќе ви извада това. Значи 30%, да е имало некој замисли се преди 11 години, сега не знам точно пред колко години беше креиран етириум и Cardano, ама така, нели кажувам 11 години, да ми кажува, брат, трупай 30% биткоин, 30% етириум, 30% Cardano и 10% BNB. Денеска ќе бех милиардер. А ја шо правев, тестирав сите овие коини тук. И сега некој рече, брата, бе, зашо не го кажуваш овај коин, онај коин. Сите сум ги тестирал, брат. Сите од преходните 100 тука. Сите, шо ги нема сега. Сите, там 50, онам 100, там 50, онам 100, там 30, 20, 100, 30, 20, лело вај килита, лело нај килита. Тука 500, тука 400. Другари, литна, профито што го направив е ништо, од никој не сум изгубил, али проблемо е дека ако биткоин, етириум и Cardano трупав и BNB, ќе бев милиардер. Реално ви кажувам, милиардер. Само ако 11 години ги трупав овие. Со оваа плата. Шо? Значи, реално ви кажувам, затоа много, брат, што зборува 30%? Луѓе, тие се трите и BNB, 30% биткоин, 30% етириум, 30% Cardano, 10% BNB. Трупаш, добре, немеско имаш пари, купи си од оние другите да пробаш. Да речем имаш $1000, купи си по 30% биткоин, 30% етириум, 30% Cardano и 10% BNB. Нареден месец ще имаш 1000, чешете газенцето с извинение, купи си от другите, накупи си. Купи си, да видиш, ке ги дръжиш, 8 години ги държи биткоин, етириум и Cardano, 8 години ги държи ония другите. И ке видиш, брат. Колко от тия, колко профит ти направят. Чекай, аз съм ви отвоил технология, а замислете си сами да трябва там да буричката 6 или 90 или да ще ги има. И аз съм ви отделил технология, ама представете си, тия другите луги, например, ако ги речат, брата бе, у bear market сме, дай да го имам портфолиото, брат, со тия шиткоини, тия коини, шо я не ги знам, биткоин ко падне, овие се държат. Тай му паднали, има луги, паднал му 150%. Брат, тук към нас 150% у 24 сата, кой е паднал? Никой. За това викам, ама я ти ги гледам видеята, ти ми ги гледаш видеята, ама да вземеш, да сменеш за технология, да пробваш за технология, да ги изгубиш, да не ти е криво. Ама тай систем, илјадарка со илјадарка, право трупаш ово. Треба да имате защита, я не знам какво може проста математика да не разберат. Защита, другари, трупате. Най-богатите луѓе ќе се сметат, тие ще имат биткоин. Другите етириум и Cardano. Това е. По теорията на заговора, я не ви кажам нещо, дека я ги имам или ви кажам сега топлата вода. Така е по теорията на заговор. Аз съм по теорията на заговор у блокчейн, у биткоин. Аз съм по теорията на заговор у Cardano го има, колко, ако не се лажам, на Simpsons го има $30, така ли? Наво. Етириум не се кявам коя е цена, а биткоин беше Infinity знако. Значи ќе оде безконечно нагоре. Че пред очите ви ги надуват, народу сага да се кара, да се препира.
Сега моментално, чека, ovo за сликичка е много яко, она вчера. Значи ovo е стварно много яка работа. Стварно 2025 изпаднава вака, ама до душа декември да видим, що се деси. И аз бев овај. Сваштари купував. Абе, викам, ово ќе пробам, оно ќе пробам. Имаше еден Energy Coin, Zcash имав исто, Zcash ми стоеше в портфолиото, направив профит, ама ја вместо Zcash да купував Cardano, брат, сигурно 10 милиона. Сигурно. Да купував вместо Energy Coin имав, да купував Cardano, 5-6 милиона сигурно имав. Ethereum вместо да купував, окаже го вместо, чекай, кой беше уния, кој беше тај, Mio ги имав. Имам таму старе тоа. Тие да ги купував, тие да не ги купував. Да купував ово само да трупам биткоин, Ethereum и Cardano. Луди пари. Сега да има некој брат со временска машина да дојде да не врне. Затоа да кажувам, трупајте, не се чудете, ама скапе биткоин. Не е ништо скапо, другари. По 87.000 ништо не е, брат. Ништо не е. Там тоа е за биткоин, Ethereum и Cardano ќе може да го продадете да го флипнете. Биткоин ви е за 2035. Брат, много е далеко. Много брзо ќе дојде 2035. Много, нека има драми 2030. Много брзо ќе дојде. Ама до 2035 ја викам, до 2035 може ќе фанеме јако ќе до Македонија, ќе фанеме вие сте академијата swap да направиме. Од биткоин у Cardano, знам го, Cardano биткоин. Тука тие двата, зашо ја викам, треба да се учи. Ти кој имаш Cardano, седнуваш денеска, шо имаш портфолиото, треба да ги гледате, се забравам да ви кажам, купил си Cardano, треба да ги учите чартовите. Само си запишувајте вака, за една година, не за биткоин. Да речеме за... Ама ме дека е ово Cardano. Овака. Тоа па не може така. Значи гледате. Значи помнете ги тие. Запишувате си ги на лист. Кога ќе сакате да речеме да го трейдате, сега ово тука не го дава по така. Гледам, може да го зумирам. Значи сите овие падовите и тоа горе има си шема како оде. Дури кога паѓа може да правите пари. Тоа ќе седнем во Македонија ќе го проучувам. Дури кога гледаш тука, продаваш тука. Паднало и изгледа ти, тука окупуваш, тука пари се правят, разбираш, гледаш тия шо по-голем пад, значи тука си, значи може да се следе, може спрема биткоин да се следе. Само дам на него, гледам, аз се чувам за Македонија, да доам да истражувам, ти тука гледаш, трябва да вземам да снимам видео, ама там майка се концентрирам повеќе да ги пратам работите. Where do you see the upside? Yeah, well, let's put this all in context real quick. So, over the last decade, Bitcoin has drawn down 30% or more, 21 different times. Of that, 7 of them have been 50% or more. That's like having a global financial crisis every year and a half for a decade. So, Bitcoiners are used to this. Now, who's not used to this are the people who are coming from Wall Street. They're not used to this type of volatility. You know, global financial crisis, there is literally people still fearful of that happening. Другари, гледай. Биткоин 30%, 21 пат. 30%, 21 пат. 21 милион биткоин, 21 пат. Следе некој патерн. 7 от тия се 50%. Значи не сега сам, брат. Ние отиваме таков short memory, изнервираме се, леле, не е bull market. И те го ја, да, ама тоа го прават, гледате 21 пат. Не е некој што пишува, брат, те го ја сега само го направија. За прв пат се викаувај bull market. Разбираш кој ќе рече и за прв пат. Ама обшто кога ќе се врнат нас да гледаш 30% е паѓал 21 пат. И не е изчезнал, не е паднал на нула, не е умреме, не загинаме, брат. Од кој 7 50%, брат. Значи пишувате се, окей. Значи, у наредните такво што ќе се случи? Значи, пак имаме ние 30%, 30, 35, 38, па, и пак ќе треба да чекаме еднашка 50. Јас зашо ви викам, значи, можно е да речеме да треба сите да ги изиграат, да го продават биткоино на 150, на 170, на 200 000 да речеме, и да падне 50%. Разбирате ли? На идеал 200 000 да падне 50%. Разбираш, тоа ќе биде много интересно. Ама ќе се случи. Можно е да се случи. Ама не е точно дека
Пръв път се вика, и ако кажем пръв път това е bull market. These new people are very, very fearful. We're going into И отма луѓето паничат и се плашат. Значи, ако паничи некој, ти трупаш, аз знам дека разбирам. Мала е платата и сите тия работи, ама нели не довме. Екстра инкам има, цигари, шеми и 300 чуда. Така да. Интересно е, Russia Today повише обявува от американците. Ево е, брат, Кардано. Tego я, братче. Сите, гледай, 9,6% от social dominance го има Кардано. Че да им другите кои са. И гледаме, братче, Zcash. То Zcash, братче, лоб го имаме нашио. Кой друг? Solana, HBAR, Render, Link. Има. Сбора се. Ripple. Ripple гледай. Значи, дръжиме се, брат. Шо ги спомнувам? Трупате си и си чекате. Ovo je najako, брат. Ovo treba и print screen да му направя. Гледате. Значи, брат, ово ция, тарпа, елитата ще се събрава, ще креира. Брат, не е нещо бабъл, тия глупости, брат. Значи, гледайте, ово е сериозна креация, брат. Заедно елитата, най-гите математичари, най-гите економисти и вещичката интелигенция, брат. Заедно с квантов компютър може да се остават само по нещо. Ово е чудо. И сега, тай новчаник шо е со, колко беше на Сатоши Накамото, кажи го, на 1 милион биткоин или колко има, това, брат, не може човек и да измисли да изнервиран от 2008 година се случва най-големата криза и он в гаражата измислил какво нещо. Не може, брат, аз съм теоретичър. 22 години, 25 години изтражувам, не може, другарите, какво се деси нещо. Влоси го елитата, не може елитата да примене нещо, що некой подробно го измислил и утре може да се появи Они Майкъл Сейлър, гледаш, шо е нивен, тай толкова много има натрупано, що един ден ке пробват да изиграват и при него ке видите. Со акции, макции, тамо, ке видите дека ке наместят 50% пад да има, само со Майкъл Сейлър да му църнат името или това е веќе договорено, разбираш се, не ovaj bull market да се надявам. Следен некој ке му го направи тоа. Дека много мокен стана или договорено или дека много мокен стана. Много натрупа биткоин, другар. Значи он ке биде много мокен човек, много биткоин има. А ако е со овие, нели, што јас сметам, ке 38-50% пад, договорено, ако не, ако е вистински да пробват да го уништат, што нели се трябваше да го ликвидират, ама мислам дека е договорен и дека можно е натам од другите булмаркети да го изиграат тоа. Или така да почне бер маркето. Значи да го нападнат, дека много го мразат, брат. Значи, другари, овоа 21 милион само, нема никош повеќе да бидат креирани. Математика невидена ова. Ова е математика невидена, брат. Значи, на 4 години надолу има нели тоа халвинг, тоа е луда математика халвинг. Луда, не знам още колко има. До сега мислам дека само 4 халвинга е бил. Ако не се лажам, там после видам имаше и слигичка. Че овоја, другари, не може да си сфантазирате каква технология. Не можем, ја го имам проучено, ја не сум таков што може да го објасни. Ако им беше пишал брат вика, роботите може да ми јават оново со извинение, али вика нема да може силицата да смене. Ја мислам дека бев прикажувал ова видео, другар ке ми извинеше, ами да и силицата ке може да те ја сменат. Така да женете, ако ти изнервира, може да си купиш една оваква рака и доне дома да ти врати силици. Кардано. Everything since October 10th, because that was the biggest liquidation in the history of crypto, like bigger than like a FTX. margin call. Yeah, it was like almost a miniature rupture. Like Yeah. a Много бързо го tsunami. пил, да? We're only a couple weeks from that, so I think the market is consolidating. But if I look at fundamentals, Гледай това, вика за 35 дена биткоин може да отиде, не може, он верува дека ќе отиде до 200,000. Защо го нон-стоп кажува? So I think eventually we consolidate and then we rally into year end. Значи може да отиде до 150. There, when
150? Yeah, I think we can still get to 150, 200 for Bitcoin, and then something You're right. like 7,000 for Ethereum. 7.000, гледаш, упорно го кажува това, 200.000, значи и 7.000 Ethereum. 7.000 Ethereum, другари, сега Ethereum $2,904. 7.000 Ethereum не е мала сума. Проблема е кава, що вие трябваше коини са по 10.000, са по 1000, 2000, 3000%, брат. Но луѓе, не летайте у облаците. Биткоин, Ethereum, Cardano. Биткоин, Ethereum, Cardano. Сменете си кафе, цигари, не е финансски съвет. Биткоин, Ethereum, Cardano. Сменете си щетните навики. За тия екстра, ще имате там пари, мен не ме интересира. Ако имате ваш избор е, що ке правите. Я ви кажувам за щетните навики, но ми не дел дека има пари. Сите викат няма пари, и имате пари. Имате пари за кафана, ки ги скратите, ако сакате успеете. Ама от кафаната ли ги се откажем? Ако сакаш цел живото кафаната да седеш, да се смея там и да се пишуваш на пишанки от Македония е по-то позната. И Балкано, и да работиш до 67 години, Батомиро ми беше кажал преска. Я прочитам, съм забравил, до 67 години дека е, каже го, у пензия ќе го направят да се улезе, така да, другари, едино нещо, што ќе ви изваде ризични инвестиции. Сите пари што ви се оштетни навеки, ставате ги. И па ме прашуват, брат, да, кај Иван, ја планирам да отидам. У сапорт сакам да научам от и биткоин и крипто се поврзани, много луѓе од Македонија не разбират. Биткоин и крипто се поврзани. Требе, ја по биткоин и крипто. Вострит и биткоин и крипто се поврзани. Значи поврзано е. Треба да се учи, ако се у Македонија сакам да следам тоа. Натамо да почнам да ги флипам, уште поеко да ги трейдам. Трябва да пратам буквално от я до сега флипав само Cardano и Ethereum и знам да ги стемпирам по теория на заговори негативни вести. Ама натамо, ако планирам да тестирам нели други коини да флипнам, да речем ако има академия и ќе имам повече пари за ризик, тия пари не планирам да се луксузирам, тук тия пари да се инвестират, да се тестира и да се флипне, да речеме, ама трябва да почнам да пратам и Иван, да идам, трябва да почнам да пратам и за Wall Street. Wall Street кога рушат, кога има негативни, от Иван, кога изцърпнем информация, например, кажу от брат, има много негативни, ки се руши, да речеме Tesla, Nvidia, AU, SP500, каки е само ST300 и бум, ке може много по-лесно да направим флип. Я не можем сам, брат, да ги изпратам сите работи. Да, я пратам, читам све, ама за това не трейдам от и не може, брат. Ама той у Македония се окажува една шанса. Иван и Томи, сонив информации, брат, ще по една порака да ми пратят, брат, що се дешава, се дружиме, и аз за крипто, они за ово, и да можем да ги ускладеме работите и да може да се направи някой добър флип. Да не е ризичен, да е с технология, разбираш. Ако ги заглавиш парите, я не съм тип, ще ги продавам. Заглавиш ги парите, стоят си, може цел 4 години ки стоят, да речем, от тай коин или токен и тук некоя математика сакам да направя. Али тия биткоин, Ethereum, Cardano, вие сакали или неки си останат. Гледаш, шо и викам, гледаш 1 трилион, айде to the US stock market today. Значи Nvidia 2%, у крипто е много по-големи проценти, да, али тук може да се, гледате, Иван прави пари, кой ми кажа, мислям, пратиме го дека е направил баги пари сега не се кям на шо беше направил, на коя такво. Али имаше клипче дека е направил и сакам да имам да проучвам, да видам тай дел у Wall Street какво се движи. От я тук Америка ми е забранено, я джаби шо ќе гледам. Я пратам, нели, али шо ќе трейдам, шо ќе надом, ко мене може да го затвора да ме стават, дека не можем да имам у Wall Street на тия платформи да имам акаунт, профил. Еве го, шо ја кажувам, тоа съм го постирал и прето. Другари, ние дека пишуваше биткоин има 32 халвингс, ние сме само 4 видели, другари. Значи, другари, 28. Уше 28 пати. Замислете си тия 2162 просто го става. Тук кога е пишено? 2136, брат. Замислете си. 2136. Тай биткоин, кой знае колко е? Трилиони. Няма да видим живи, додека сме живи да... Милиони. 2000, да речеме 2052. Един биткоин може ке биде 100 милиона, брат. Ке биде 2500 ке стигнем. Ке живеем. Не, аз се откажем. 2052 ке биде
100 милиона, брат, може да я навие. Сите што сте купиле сега, што сте товариле, замислете си, вашите деца шо ќе викат. Тај татко ми, братче, бати легендата што беше. А татко ви ќе вика фотелата, пие кафенце, уште не може да го одвикнеш од трите. Пие кафенце, уште не може да го одвикнеш од трите пакли цигари, па тука пуши некој вали електронско. Другари, тие па електронски што пушите. Господ на помош да ви. Господ, брат. Тие што пушите електронски, брат, идете проверете си ги играите. Само тоа ќе ви кажам. Идете проверете се, другарчиња, уште сега се проверете да видите што ќе ви кажат. Од еден месец да пушите, идете проверете се. И фрлете тоа ѓубре. Тука више почнаа да умират, брат. Значи, одете проверете се. Тие што пушите електронски цигари, ако мислите дека сте многу јака шема, брат, не ми кажувајте нешто за фамилии, за планови или па на факултет сте, а пушиш електронско цигари. Тоа е самоубиец, оде на трошене на родителите парите. Тоа белите дробови, колку е да е напредна технологија, ќе се почекате малку. Да, имат лек за све, ама и да го пуштат ќе биде солено, брат. Така да, другари, пазете се што правите. Тие там бои што ги пушите, хемии, по-добро ги сменете за тука и после ќе викат легенда, седете така во фотелята, не се докажав, пиете кафенце. Само роботови, многу пат од 2050 сега македончето дека он... Значи роботови пинува ви дига, пиете кафенце, од тука пивцето со сламката и пушите тие, да речеме, дигитално цигари, невидливо. Лажете се дека пушите, кој што беше пишал еден. Вика, замисли си да направиш, вика, као да ме кеве пиете кафе, као да ме пушите. И тоа ќе го има. И тоа е јака идеја. И замислете си, братче, ќе викате, дај гуштер, шо ми кажуваш, и аз се натрупах, Господ здраве да му даде. Тоа е. Не мора да частите. Така, другари, гледајте сме. 2024 халвинг. Ние сме, гледај наредниот, 2028. 2024 е завршил, брат. Значи 2025 до 2028 следниот ќе биде се поинтересно и поинтересно. Машалла. Life in China today. Robots are working in factories, on assembly lines, and even in retail, efficiently grabbing the items you order and delivering them right to your table. Robotics in China is already becoming part of everyday life. Што не ги пуштат да ни дават те да речат од државата субвенции за робот и чувате говеда, овци, кози, животни да речеме и робот ще ви помага. Најде ли Македонија дека отиде? Сите фамилии да ги врнат да ги дават под вътре робота да работат. Ниви да одгледуват, да ти помагат. Брат, знаеш што дека отидем? Македонија не ли може? Македонија има такви инженери што не можете ни да се изфантазирате. Ја тоа ќе го направам у подкасту за мистерии. Имате инженери кои што имат измислена технологија. Јас сум кажувал у постарите подкасти, сигурно ако помнат некои, не знам дали се избришени. Имат направено толку јака технологија што може у вселената да биде лесна и по-економична да се однесе или така некој беше подсврста, поевтина да се направи, да се произведе. Толку многу јака што ја мислам дека и имат кажано Македонија да си таму кај да си свиркат, разбирате ли. Значи имат произведено трупови за авиони кои што се 200% по-ефикасни од сите овие заедно Америка, Русија и Кина што има. Пилото ми изгледа, трудев се да не го зригнам со извинение. Толку многу има паметни луѓе во Македонија. У Македонија имате измислено чуда, другари. Чуда, али се крие. Чуда. Значи ние да имаме македонци по македонска ДНК, словените никој до сега не ги упробувал со нивна македонска ДНК. Значи све што е, да не упаѓам нели тука да ми го блокират канало, знаете од таа елитата. Хазари што другари, ако дојде ред тоа 2035 или кога ќе преземат македонците, не можете да си сфантазирате какви мозоци има Македонија за технологија. Не можете ни да се сфантазирате. Не е ово веќе, тоа беше теорија на завор пред 20 години. Веќе ми е потврдено, значи потврдил сум си, најдел сум ги, видел сум ги, значи чудо може да измисли. Чуда. Значи нем да мислите дека македонците не може да бидат, ако се Македонија владее од македонци, ние можеме луѓе да направиме толку технолошки напредни да биеме што не може ни да се сфантазирате. Не можете ни да се сфантазирате. Александар Македонски го е владеал свето. Не е уствари владеал, тука е бил да го ослободи свето. А ако он е можел у тоа време, тоа Александрската библиотека колку напредна технологија е имала. Уште ако не са го убиле,
и ако не е преземала овие неговите генерали да се спотепале меѓу нив, индустријската револуција ќе почнеше луѓе, ако Александар Македонски останеше жив и кренеше доле некај Саудиска Арабија да ги освојува, уште од тоа време ќе почнеше, пред 2300 години ќе почнеше таа индустрија. Замислете си денеска, значи после 2300, ако мислите да го лупам, тогава кажете ми кои се изградени сите тие таму. У таа Александрска библиотека конечно ги имат соберено сите материјали, книги и записи кој шо како комплетно е дознае на вистината. И мистериозно у Вавилон умира. Баш там. На 33 години. 33. Така да, другари, таму таа библиотека, ако се дочепаме ние македонците нашата ДНК, што е скриено в Ватикан там километри, ако се дочепаме, ништо не може да не дека нешто сега се прави, ние македонците. Значи сите што се словени, руси, бугари, кажи го хрвати, црногорци, босанците, руси, украинци, белоруси, поляци, дел од Романија. Значи сите таму имаме раштркано. Англосаксонците што се измешани, брат, че имат носат наша ДНК, што глумат луѓе. Тие, ако успееме, ако 2035 на натаму оде, да успееме на нас да ни дадат да си врнеме власта, да видите дека ќе отидеме. Али срамно е, Македонија деко иде, другари, Јужна Африка, светлосни години у биткоин и там, верувате ли, у Јужна Африка, сум пред момент, повеќе луѓето разбират за крипто и за биткоин отколку народ у Македонија. Значи поголем процент на луѓе у Македонија не веруваат за биткоин и за крипто, сметат дека е бабл, дека е премиерална шема отколку у Африка, брат. Замислете си која брука сме. Не дека нешто ја ги спонижувам африканците. Сега не кажам, пошто там англичаните што владеат, тоа е чисто робство. Уште у робство ги држат, да се надејам дека овие Јужна Африка ќе се разбудат и ги спаат сите бели и ќе се ја преземат државата. Али сега не кажам дека африканците се понапредни од македонците у сваќањата за технологија. Повише имат копано од нас разни коини, токени, повише разбират од сите македонци. Заедно. Сега не од Славчови. Славе, која реклама? За 45 минути спив едно пиво ли? Колку? Сега ќе ви кажам. За 40 минути спив едно пиво. Една чаша, уствари. Нема да викате тегова, подкаст и сракаго. Не сам 40 минути пив едно пиво. Таман. Ово ми е интересно, другари. Ово много ми се свиѓа. Ово да се надејам дека успеат. Значи Јапонија да направи, значи да имат ресурси, ако те хакнат, ако имаш security breach, ако има компензација. Тоа треба и Binance да го официјално каже. Милиарди имат, треба луѓе да имат компензација, да парите ако ти ги украдат, да ти онадат. Тоа многу лесно може да се изведе. Значи од целиот профит што го имат Binance, плаќаш вработени, плаќаш поддршка за компанија, сите тие троши што ги имаш, другиот трупаш биткоин, брат. Биткоин. Сега држиш и нешто кеш, да, ама трупаш биткоин, да речеме, и тај биткоин, другари, ако се случи нешто, кажуват и луѓе, и сега не сме у бул маркет, за 4 години ви исплаќаме, брат. На следниот бул маркет, да речеме, да се деси, да речеме, Binance ја пробиват, крадат и, нели, ќе има криза, 4 години, да речеме, 3 години bear маркет и една плюс, нели, и да ви речат луѓе, имаме биткоин доволно такво, следниот бул маркет ќе ви исплатиме све. Американците го направиат. Купате, бе, брат. Не, на Иван, на сите што беа собрали парите од BlackRock, од Earn, за дава по 24 лихва, собраа ги парите, 3 години ги држаа. Не смееш да тужиш нешто. Американски граѓани. 3 години си ги врнаа коини и све, але, брат, 3 години го држаа тоа. 3 години. Некои луѓе си испообесија. 3 години го држаа оваквото. Ама не се знаеше дали ќе го врнат. Јас знаев. От BlackRock 15, 14, 15 компании, керки. Там има што да земат, разбираш. А вака од тие другите непознатите берзи, од дека знаеме дали има што да земат. Затоа треба да се држи до такви берзи. И Binance треба да го направи тоа. Треба да каже јавно и уште појака ќе биде. Еве ќе има Binance, ќе има, не го отворив тоа Инстаграму, ќе има, не знам дали е дозволено да го споделам, ќе имат вакво кажи го, чекай да исклучам го. Ќе имат, како се вика, у Скопје meetup,
не знам, Славчо нема да може да отиде до Охрите, мислам дека рече. Тие што ќе идете луѓе, снимајте ако ви дозволат да снимате, да видите, да кажете што е како е и да споделите, ќе објавите групата, ќе ви дозволат. Али да, од Binance. Митапо на мене имейл ми стигна денеска. Значи, дефинитивно мейл ми стигна, покана, фала и на Binance. Брат, гледай се, ја шо отварам, а шо ми излава. Значи, пратија ми, дека беше на... Интересно е, мейло ми го знаат, а тај мейл е на... Кажи го, дека беше? И тоа имам па 3-4 мейлови други. А да. Ево бе. Аман бе, брат, не да го избришам, брат, да го видам. Skopje Meetup Invitation. You're invited to the Binance Community Meetup in Skopje, December 11, 2025, от 17:30 до 21. И то баги. Skopje Marriott Hotel, where you can meet the Binance team and fellow crypto enthusiasts. Не знам луѓе дали е јас сам поканет, а не знам дали вие треба да се пријавите. А да, register, join our community meetup in Skopje, register. Значи 11 фала и што се ми пратиле. То денеска ми стигна. Не, ноември 24 кога е? Да, денеска се е 12, 26, више 25, ама денеска ми пратија, за жал гледаш па не ми даде овие од амбасадата. Ова какво и у Homeland Security ги пријави дека не ми силот и не ми даде лист, брат. Ама до 20 декември ќе треба да сум у Македонија. Фала и на Binance, вали да го имат мој ова какво кажи го, имат го мој мейл од берзата што сум од најстарите, да се надевам дека истата берза ќе можем да се ја врнам у Македонија или ќе треба да отворам нова. Ја не знам там дали имам некои коини, не верувам. Што е во China? China is now world top 3 Bitcoin miner. Despite тоа, значи банира пред години, ќе го забранува, народот ќе одиш во затвор, сега се па на трето место копање. Мислите ли дека Кина, брат, што е толку напредно дека отвара рудници да копа биткоин за џабе? Тоа беше се да говори негер, брат. Испаричи се, падна се живо. Од 2021 е драмата. Замислете си. И повеќе, не е само 2021. И пред тоа имаше драма. И гледате ли сега, другари, што случува? Пак копат. На трето место веќе се идели. Значи, замислете си каква машинерија. За милиарди долари машинерија е оклучено. Мислите ли дека Кина ќе уложи милиарди долари од своите ресурси и плюс ќе дозволе на граѓани кои што е стварно строга држава да трошат толку вредна енергија за да копат биткоин, нешто што ќе нема да постои, ќе отиде на $0, брат. Абе, кај нас логиката нема логика, бе, брат. Значи тоа се луѓе што ќе гледа видео, ќе седне само да се инате нешто на ово. 11 години има такви со познавам луѓе 11 години и уште викат дека биткоин и крипто е глупост. 11 години, брат. Ја правам подкасти, објавувам, снимам. 11 години мислам дека сум ненормален. Представете си, брат, че ако сум ја ненормален, кој левел се они, брат? На кој левел се тие, брат? Тие се више, шо да ти кажам. И ако ќе рече некој таква, ја ќе почнам да се изнервират ме, там ќе ми пратат 5-6 души луѓе, 20 или там колку е да ќе ми пратат пораки, не ги ни бројам, и ако ќе почнам да ги лупам и ќе си појави секој некој тука таа сигурно 5 лавер, и ако ќе рече, о, брат, ти полека со македонците, не ги вреги толку, не ги вика дека си дигитално неписмени, ако знаеш ти, не сите не знаат. 11 години, брат, имам пријатели, роднини, братче, другари што не веруваат ово. 11 години, брат. И тај ќе има, ќе утре ќе ојат да гласа или нешто друго ќе може да донесе. Не знаел. Цел свет зборе, бе, брат. Цел свет зборе за биткоин, за крипто. Цел свет. Сите држави зборат. Само Македонија, братче, све знаат шо како ќе биде у 2050 година. Ја можда да не сум управа, ама трудам се да дознавам вистината и да ја надам. Кај нив пак кога ги попиташ нешто друго, ништо нема да ти кажат. Ништо нема да ти кажат. Така да, ако ништо не кажувате за вас, ништо не кажувате за вашата компанија, ништо не кажувате на другите македонци да и помогнете да се потрудите како да дојдат и они до таква плата и такво толку напредно знаење како вас, ако си траете и сте себични, траете си, уопште, брат, не ме интересира за вашето мислење за биткоин. Ако вие сте компанија од 1000 луѓе сте вработили македонци, 3000 евро плата и давате, брат.
цял свет го пътувате, с усител ги комуницирате, по-не ви кажали някакви информации, дай направете един подкаст да ни кажете и на нас. Да видим и ние, що знаете, брат. А не, брат, за друг работе, от плата не е задоволен, от майка ми от татко му не му давали пари дома, не е задоволен, плука по сите политически партии, плука по сами о себе се вреге на интернет, пуши, другира, самоубиец, брат, че алкохолик, седнал брат, кажува на мене, биткоин ке отидел на нула. Брата, бе, аз за 2 секунди ке ви найдам, отворам ви го профил и видам, брат, каков характер сборе на мене. Алкохолик, що е нон-стоп петък саба, той е алкохолик. Петък саба недела го гледам масата милиарда шишиня, с цигарето, паклите там от цигари, опалячи чуда, облика му облика и тай дава совите. Не може, брат, не може човек, що е петък саба недела от събаря до вечер по кафаните. И аз сакам да идам оба в ресторант да ядам, да пробвам някакво традиционално ядение, да. Сакам и да се сликам, да си го имам документирано и да се тагирам, дека съм бил. Ама да седам нон-стоп да се пиянчам. Сакам я да имам от дискотека, да не се правям нещо светец. Сакам я да имам от дискотека, сакам я да имам някой кафич, да пинам, да пробвам някой убаво вино, една чаша, да пробвам едно пиво, 2 да пробвам квалитетни, разбираш и 3 да се пива. Ама имам пари, имам стейкинг ревордс, имам инкъм, разбираш. И едно вино да пинам, скапа, да речем, и скапа, не дека, нели, някои ресторанти си претерват с това, ама нели сакаш да го пробваш. Да го пробваш, ама на мене е от инкъм дойдено от крипто. А на него му е дойдено от платата, ще го нема да го живее taj живот, съместо да вземе да скрате 1 година, 2 от taj живот, що не може да го живее, ще утре ке банкротира, да уложи, да послуша някой други, що му кажат, он и седе си го губи времето у коментари и опоръки да попува. И кога го нападнат, брат, типа кой си? Кога си дойдеш в Македония, ке видим, ке си дома в Македония, шо? Ке ме тепате ли? Я можем много да издържам со много луѓе да те ще знаят кочени. Мен никой до сега не е успял да ме натепа кочени. Никой. Мене ме стега главата, брат. Нем да мисли дека не ме стега. Ама аз съм виж ортодокс християнин, 40 година. Ти да се помиляра, ке би тебаш? Супер, оди тебе. Те рокнам, братче, такви тужбички. Ке скапеш у затвор. Ке скапеш, ке ме тепал. После ко се явам, найдам ги, явувам се, брат, айде бе, шо е? Брат, 2 деца, 2 дечиња им, брат, не, брат, да не се караме. Ама пробаш от скриен профил да псуваш, да плукаш, да се закануваш, брат, така ли? Ама какво ме найде? Какво те найде? И адресата знам дека живееш. Брат, 2 дечиња имам, аз знаеш, бех пил на интернета. Одма 2 дечиња имаш, така ли? 2 дечиња имаш, жена имаш, ово имаш. Ама со скриени профили ке ме тепавте, така ли? Много силно е, брат. Ке ме тепа. И защо ке ме тепа? От съм речел, замисли си, не е купил, много луѓе не се докажав, не е купил крипто, па нещо да е изгубил. Правите, що ке ме тепа, я викам, луѓе, престанете да копате со Ethereum. Престанете да копате со графички, лажат ви, престанете да копате Ethereum. Ти сагаш нас да не унищаш, бизнесът да не унищаш, оно. Кой бизнес, брат? Продавате на мои македонци, продавате скапани машини да копат нещо, ще утре ке надуват. Така си диси. Така се и случи. Значи, продадея, имаше луги, що бея вземале кредити за по 5000, по 10 000, по 3000 евро бея вземале за майнери и изгубия лугито, брат. Ден днеска знаме си ги изплаки. Какво ги изплатиш ти 3000-5000 евро в Македония? То со години ги изплаки, брат. Со години. Колко е една рата там в Македония? Со години. Там 50-100 евро ке плаки. И ти едните фала, ние другите бизнесу са ти го нищо. Ков бизнес, бе, брат? Каков бизнес? Защо продаваш на македонците машини, шо утре кажуват дека няма више да се копа за машини? Лажал съм ги. Ке ме тепали. Супер. Не дофи броите звонам. Брат, ама я постър човек съм, знаеш, те взема в машина. Постър човек вземал машини, ама седеш млад човек, дереш се, викаш, ке ме тепаш, ке ме убиеш. Брат, Фейсбук, на Инстаграм, на Твитър, да се заканвате некои да ги го биете, ке го тепате, ке го наете, затоа шо нито ви е спомнал, току кажува на другите македонци совет дава, те ако са толкова долу продавачи, убите го, нека да ги купи машините. Затоа шо видели на канала, аз съм кажал, македонци са ги учил да не купуват машини и они стварно почали да не купуват. И ке ме тепале заради тоа, шо аз съм викал, уништил съм и го бизнесу. Не, брат, я ви го унищив криминал. Супер, може да дойдем, брат, да пробвате да ме тепате. Може да дойдат. Имам дозвол за сите видови на оръжие в Македония. Бурам, ако мислите дека нямам пари да се бранам, супер, ми кажав. И после, брат, ама ние да не се закачаме. Чехи, не е ли много як? Ама ти си у Америка. У Америка ти у Македония. Ке домя е у Македония, брат. Ке домя е у Македония.
Заканува се, почнува игра, найдеш му броя, трошам ресурс, найда му го броя, явувам му се, директно му се явувам. Брат, какво ми не да е броя? И отдека знаеш дека съм я. Че брат, все може да се найде на интернет днес. Шо миш да ке направиш мейл и мейл ке пракеш и ке направиш лажен профил и ке пракеш все може да се найде, брат. Все може да се найде. И найдеш го и брат, мук. Не дека съм я много силен. Брат, нема я до дом да го тепам. Я можем да платам луѓе да го изшамарат, брат, така ли? И после ке улегнеш от тия кругови. Платил си го тая, па тия после ке те оценуват, дай повеќе и у такви матни работи. Не, бе, брат. Я го найдов името и презимето, да викам всеки топна ме на тужбичка от тука, да разбира за закана, за ликвидация за живота, на тужбичка и да видиш дека ке ти вземам 20-30 хиляди евро. Ке ти вземам. И дека и куките ке трябва да продава. Брат, оно. Значи можеш значи да знаеш да направиш лажен профил на Facebook, на Instagram, да се закануваш, така ли? Ама не знаеш да прочиташ за Ethereum дека ке се тръгне. Не знаеш да ме послушаш. Брат, такви клошарани, значи водил съм война и некој ме рече, брат, што си ти направил? Со мафијаши, со такви преваранти, со такви токени што надуват чуда, што продават со сит съм уловало война. Со сит. И верувајте сум спасил над 30 до 50 хиляди македонци да не купат лажен Ethereum, лажен биткоин, да не купат лажен Ethereum, да не купат лажен Cardano и други там шиткоини да не копат и чуда. Со мокни луѓе съм се занадел у Македонија што нели имат пари и проба да наштедат што толку. Знаеш, глупи си не знаат, чекай ќе продаваме слама. Чуда. И слава исто на колку луѓе е помогнал што каже го се заглавиле, не знаат ни дека се логират ни што прават. И тие кои знаат, ние јавно објавам и нон-стоп се кајат се пријавува групи и чуда. И ке се дојдеш што е Македонија, ке видиш, брат. Без да се доам, најдам го, па ти кука, видичиња имам, брат, трички имам едно. И другите имат видичиња, и другите имат трички, и другото имат едно. Ја продавам машини да плаќа цел живот. И он имал три дичиња, твоите дичиња да јадат, така ли. Другите дичиња, 1, 2, 3 имал да мреат. Така ли, татко и да човека што се труди, нели, чул нешто. Ethereum се копа, чул нешто, Dogecoin се копа и ти. Земал кредит да земе машината да изкопа на време. Гледаме јас борам за крипто, ова е за крипто. Гледа да направи, значи твоите 3 дичиња мафијашки да имат да апнат, канани пари ти требат, така ли да ти ги плукат, да ти ги колнат и жени и деца, такви парички ти требат дома, така ли? Големите верници, ама оние другите да мреят. Зашо съм кажувал, сами нека си најдат. Затоа што, брат, сум христијанин, сакам да кажувам на луѓето, дека постојат преваранти и има си берза од бизнес да купуват. Знаеш колку имаше такви у групата, додават и после пишуват приватни пораки, на другите продават коини, такви коини што не постојат, брат. Ние за жал не имаме Македонија соодветна полиција да ги прати тие работи и да има луѓето да само една апликација да направат или вебсайт со да примат повици, пораки да пријават луѓето. Брат, таму ако 100,000 направат пораки да ме плукаш. Што си измамени до сега. Што не се знаеле, например, за нашата група или за да донадуват. Оти гледаш никој не ја споделува, јас зашо викам ставете лайк, споделете. За се некој сите имате по 2000-3000 пријатели, се некој ќе се најде што е уложило некој измама, ќе прочита има некој крипто гуги од Америка брмбла, има еден Славчо брмбла, чека да види, се некој процент ќе спасите на луѓе, несвесно ќе спасите луѓе што нема да купат. Ќе седнат колку луѓе од Америка нешто се глупира там, нешто изиграа аналитика. Брмбля, замисли па добро што не сум облечен у костум. Како тие преваранти, па ќе викат овај милионер нешто облачи со костуми, брат изиграа. Сум облечен по дома што сум, брат. По дома. Тренер сум надале да не станувам. Братче, нема покажување тоа, кажи го. Јас сакам сите луѓе да дознаат вистината, сите луѓе да направат пари. И ја може да земам луѓе $100,000 да давам во Македонија, продавајте и машини. Знаеш колку луѓе се кара да купат од мене машини? Ако бев ја преварант, че ја ќе бех милиардер само од тие машините да ги продавам. Имаше луѓе викат, брат, дај $50-100,000 ги дајам, составени машини за Ethereum да купам. Ало бе, човек, нема да се копа виш. Купи си ги Cardano. Ја не верувам такви глупости. Абе, Cardano не ти треба волето ни да ти уклучен ти копаш. Тогава беше 5%. Ама, брат, ја не можам да се нафаќам со тие луѓе. Ти човек што има Македонија 100,000 евро,
да ги ставя от това, стай си ги сам. Не, гледаш, отбивал съм с такви луги контакт, разбираш, да имам. И мирна ми глава, не ме боли глава. Да замислете се допадне в така да ги правя в тия работи. И знам, ки платам, няма да отиш в затвор. Гледаш, кой идея от тия преваранти там в затвор? Никой. Платиш си и оно дължа. Ама не ти трябва такви пари. То са прокърнани пари, брат. Ти ако си християнин, ако си муслиман, верник, ти няма да правиш такви работи, брат. Не можеш ти да си верник, брат, че да правиш такви работи, пиздари. Мобето Саут Африка, гледайте, брат, укочени, кой има толкова? Македония, дека има толкова, брат. Гледай колко локали, бизнеси прифакят. Няма то. Гледай, брат. What the fuck, бро? Гледайте. Южна Африка, брат. Гледай, човеч. Гледай мапата, брат. Ово се бизнеси ще прифакят. Чекай, this map shows only 10%. О, само 10% от тоталните. Що ке можеш да купуваш с биткоин? Що можеш да купуваш с биткоин? Македония, брат. Македония е така. Ке ви я вземат работата и ке гледате со велосипед деливери, гледаш тай тип, шо ме текнава, ала му е. Наместо Сокола, велосипедчите така ке ви стигнува дома кафенцето, шо не трябва да го пиете и алкохола, шо не трябва да го пиете, вместо да става тук крипто. Това може да ви оставам позади на братче. Укина довая биткоин майнинг. Дефинитивно, другари, мале, колко сбора я, брат? Holy shit. Значи, дефинитивно, другари, това е друго. Bitcoin mining is making comeback in China despite being banned. Исто е. Значи, другари, чим Кина се враќа да копа биткоинчето, ки биде интересно. Ки биде много интересно. Мора да идем у Кина, брат, там да видим и то чудо. Мора. После булмаркето. Шо? Американците, блокира свежо. Само ще спомнав. Видите ли? Russia Today. Американците и русите се карале тепале, брат. Ма нема. Американците и кинези се тепале карале. Ма нема. Све е кинеско дома. Гледай, брат, че вселената кой ядат? Не литат откочени. Не литат откочени, брат. Че да не е музиката, да речем, повече от 20 секунди. Не литат откочени, брат. Заедно соработват. Замислете се какви военни бази имат подземята заедно, ще изтражуват реверс технологии. А с стратегии ке биде интересно ви викам. Следния bear market можно е да го ударат. Другари, мене, аз съм излезен више от Матриксо, вие трябва тук да се разбудете. Значи споделете го в подкасто. Лайк, шер, братче, шо повише коментари и коментарите с големо те сега баш на другарите да й обърнем внимание, да речеме Батомиро ке биде 2035 мултимилионер у гейминг. Брат, он е единственият ще докупи дава сега да не покажувам да речем, ама сериозна количина докупи на цена от 0.03, шо я нямам. Нямам кеш, брат. Превел сиромашен милионер, кой шо се труде сите да дознаат вистината. Леле, брат, ки рече, шо тражи и каже го what the fuck, ки рече, шо тражи Такер Карлсон со Никола Карев. Викам, брат. Не ли ви личи на Никола Карев тай? Или? Лупам. Пишете коментар, не ли ви личи на Никола Карев Боже. Бато Миро, братче, ке биде интересно. От цяла Македония ке направи гейминг кафиня и VR и сите ке се гонем от тия планетите там, и лядници планети ще ке бидат от Стар Атлас, Бато Миро ке има некоя луда флота и замислете си тръки и пуцачи на тамо и изтражуване на планети. Бато Миро, фала на Бато Миро на коментарите на поддръжката. Чекай, кой ги отваря в ОВК ли беше? Да, Климент Чакар. И брато, шо е направил? 59 коментари, шо направил, брат, алала тия, брат. Трябва 59 пива да те частам, ке банкротирам, няма пари. Мале, Бато Миро, 64 коментари. Брат, шо направите, Кой е, брат? Игор Дицовски. 12 коментари, брато е нов. 7 коментари, Блажо Ковачевски. Фала, брате, 7 коментари, брато е нов.
Пайо няма много коментари. 20 коментари, Пайо, шо направи, брат? 20 пива, леле. Че я трябва пивара да отворам, брат. What the fuck? Виктор Петковски, колко има? 33 коментари. Леле, другари, ке чекате на FX Васил G, 29 коментари. Брато па и како шо е на билден, а он не пи. Брат, те чекайте част. Тие билдерите, ти не смееш пиво да пиеш. Себам се. Ко се викаше? Шо бе нека да отвори? Глед, побърка ми се ово. Видовте ли? Гледай какво отваря. What the fuck? Защо така? Михаел из 59 коментара, 59 пива, брат. Гледайте какво отваря. Изля, трябва да го спущам надоле. Христо Бошковски. Босковски. Другари, брат, стварно имате уникатния Босковски. Значи 3 коментара, брато е значи нов. Иван Цинцо. 100 плюс коментари. Брат, шо направи, брат? Шо направи, брат? То няма толкова пива, бе, брат. Що пиварата трябва да изкупа. А он па и по пивата. Господ на помощ нека е Цинцо. Няма да излегнем накрая, значи брато изля рекорда го направил. Наке Драгомиров, 24, защо е тук така, чекай, Наке Драгомиров, 24, значи отваря, ако не е дигнато. И брат, Crypto Gaming трябва да има, значи Цинцо и Crypto Gaming се надминава 100 плюс, мали. Това трябва 3 bull маркета опичко матър, сега това е bull маркет. То е 200 плюс пива, брат. Що трябва да вземам гайба да купам по-ефтино да поменя толкова кафана, ке ме банкротират. Значи фала на другарите за поддръжката. Значи коментарите стварно го дигат канала. Да ви кажем най-искрено, че да видим ovo видео, да посветиме. Кракорът, брат, трябваше ударяме на пицичка. Виктор Петковски, Доро него надоме, значи Боян 100 плюс. Ово нашия Боян ли е, бе? Боян МКД. Админо или? 100 плюс коментари. Шо направи, брат, ти, бе? Шо направи? Где да имаме Карамалин, сколко има? 81. И брато, Петър Николовски. 100 плюс. Брат, ние имаме 300 пива до сега. Тие ке ме банкротира, брат. Славчо колко удрил? Слави, шо направи, брат? Славчо, кога път ти удри 100 коментари, бе? Кога, брат, удри Славчо 100 коментари? Значи Славчо има на сите видео просек по един коментар става, значи на 100 видео е коментирал. И плюс. Денево веки видоме. 59, брато го видоме. Ковай. Боян Петковски има 8 коментари, брато е нов. Значи, ovo беше истия, брат, Блажо Ковачевски. Те го, бе. Брато, ко се викаше позив майн. Имам 100 коментари. What the fuck, брат. Брат, 500 пива, брат, я толкова пари нямам. Кой е Климент Чакър, да не, 59. И Crypto Gaming, 81. 100 плюс беше, какви 81, брат. Сега го читав, сега го забрив. Сакам да скратам. Другари, фалове на сите. Видеото иде много минути. Излезете от Матриксо и гледайте, одеме тук да изтражуваме, можеме много работи да научиме, и пиво там ке ви част. У Кине едно пиво, Швейцария едно пиво, кога не му разиш ще вземи по едно пиво, ти много брат се струпати пиво. Нямам кеш, много съм обутан у гейминг, али ако направя милион от гейминг, седноми и пиете пиво за един месец ке седнем у кафаната и ке пиете. Колко изпиете, не изпиете. Ки има во гледаш, ке кажа и завършваме. Значи ке има рейсинг, значи я шо я викам, почнете, братче, да се тръкате. Най-път ви го направи видеото. Направи ви видео, само не ме слушат народа, брат. Кратко видео направив, народа не ме слуша, брат. Кратко видео имате, дека беше. Старата с най-низок влез е 3 заприка, $98 за да собирате токени и левели. За натаму имате по-скъпи бродови, али не ви трябват.
Ама имате, кажа го, трябва ви барем Epic Crew може да го начекате за $11, за $13, Epic Crew, да купите за по-бързо да качувате левели, да речеме. И другари, гледате, нашите македонците, Борис, AK Штип, AK Ветро да те отнесе. Мислям, не, Ветро може да те отнесе от този Штип, защото началник ботна там сиди тия старите обекти, все още повече кидува. То там не дай Боже промая. Много ма и Борис да се надявам, дека овие денови брато ке тренира. Он е камерман. Мислям дека оплатат $350, шоу брод, шоу кеш, ке видим речеки снима видео. Он има гейминг PC, гледаш на африканци почна да снима на неговия канал Клипер шоу. Никой не е да го гледа. Трябва да дойме пръстите и кръшиме, да не бидам садист. Кьотек трябва да яят да ти саботирате като Денис. Няма Денис, леле, брат. Борис, бе, брат. Няма, Денис ми беше намисля, вай. Исто геймеро, значи нашите брат, пагаме концентрацията. Нема гориво. Гледа ли? Нека вика, брата бе, лупаш. И па лупам, нема гориво, се, кажа в една чаша. Нема си гьолам, брат. Па и ми се приядел един саат, оно то пил да пасекаш ме това апетит. Значи, другари, гледай го. Първо место 700, второ 400, трето 200. То е... Ово рафъл, не знам, трябва Борис да обясне 250 и 150, я не съм играл с овия рафъл. Али сакам да ви кажем, значи, $5000 прайс пул. Награди за Стар Атлас. Тръки. Значи не е пуцачина, не, тръкички, брат. Гледате, 3,9,8, упагате, тия се бродовите, до душа вие кажа, ке трябва да се купат някакви бродови. Мислям дека единият брод сега, шо трябва да се тръгат с него е $9. Значи един екипаж да си купите за $1 и един брод да си купите от $9. Тай брод мислям дека беше. Ки ви трябва, чека барем да го покажем брода, няма да ни пишуват по-спорки кой е брод. Така ми кажа Петър. Ако лажам, значи Петър е за кютек. Дека беше, деко иде, бе, брат. Значи Jet Opel Racer. Не е 17, то е Atlas. Пали ми заглави Brave Browser, бе, брат. То е сега толкова много луги на страната плюс. Шо е, бе. Значи $300 беше брода, другари. Opel Racer. Jet. $300. Ама ме, брат, тази страна. $9. $9 и 17 центи. Значи тук, ако ги натиснете до USDC, $9 и 17 центи, да знаете. Ако не си ги скопирате, ки влезете, ки натиснете, ки видите. Значи $300 беше, другари сега ви се продава за $9. За $9 ви се продава. Со един таков брод тежко се возе, али може да се надпреварвате, да речеме, за 700, 400 или за 200. Значи да не я тупам, ке видим Борис шо ке снима. Чао, другари, и кой може, кой има компютър. Не трябваше да я ке снимам. Следно видео утре ке снимам. Ке видите дека мапата и тая най-големата почна да не ми сецка нещо, защото е доста интересно. Ке ви снимам да видите дека може и со по-слаби компютъри со лава. Ставате се на лоу. Другари, полека, излават. Пред това имаше 5000, пред това имаше 5000, 35 000, значи, отдека знаете, ки извоесте, тръка може ке добиете, ки вие нашите мислям дека баги души, 4-5 души сигурно ке се надпреварват, ки вие шо ке вземат. Всеки ден возят тръки, качуват и XP и взимат инк. Така, другари, чао и гледайте да изтържувате. Поздрав!